Кога мечката игра во комшиите влезели во нашиот двор, коронавирусот кој го исплаши светот се заканува на земјава и регионот. Во Хрватска е регистриран првиот случај. Државава тука го подигна нивото на заштита и превенција. Здравствените власти смируваат, нема простор за паника. На штрек се полицијата, армијата, Центарот за управување со кризи, здравствените власти и лекарите секако. Како да се заштитиме од коронавирусот? Вечерва во 24 отворено дебатираме на оваа тема со епидемиологот Жарко Караджовски. Добра вечер, добре дојдовте. Добра вечер, благодарам на поканата. Марија Милкова, Центарот за управување со кризи. Добро вечер. Добра вечер и за вас. Министерот Венко Филипче, добра вечер и за вас. На почетокот сакам да ја вклучиме Сара Антониевиќ, која е студент во Милано од Македонија. Сара, добра вечер. Добра вечер. Јас сум студент во Милано и моментално сме во алармантна ситуација. Односно, денес состојбата е малку посмирена, но во изминатиот период граѓаните беа во огромна паника. Велите, денеска е малку посмирено. Што тоа значи во однос на комуникацијата што се случува помеѓу медиумите, властите и граѓаните, или? Па да, во однос на комуникацијата, затоа што на почетокот сите мислевме дека вирусот не е кај нас, додека не дојде преку ноќ одеднаш. И тоа створи паника кај граѓаните. Мислам, со првата комуникација во саботата вечерта, сите маркети наредниот ден остана празни. Граѓаните почнаа да купуваат во неограничени количини и да ствараат залихи за наредни месец дена. Иако сега сваќаме дека реално за тоа нема потреба, значи има и храна и вода, достапни ни се сите елементарни продукти, маркетите нормално работат, аптеките исто така, но имаме недостаток од маски за заштита и гелови за дезинфекција на раце, кои што ни се достапни онлайн, би можеле да ги порачаме, но цените се нереални, превисоки. Еден гел од 100 мл е преку 100 евра. Како е на факултетот каде што ти учиш, односно студираш? Има ли некои посебни мерки кои што се донесени стрикно еве за вашата установа и за другите школи и високообразовни институции? Така, да, сега моментално до 2 март сите факултети, државни и приватни факултети ќе бидат затворени. Нема никакви предавања и никакви настани. Јас лично сум многу задоволна од организацијата на мојот факултет и установата каде што живеам. Имаме велосипед за секој студент, така да се извинувам, така да не мора да користиме превозни средства. Имаме донација што треба да стигне утре од маски и средства за дезинфекција. Имаме известувања редовно, секој ден ни стигнуваат известувања од состаноците кои што се случуваат за безбедност. Зградите ни се дезинфицираат 24/7, така да од тој поглед се чувствувам безбедно. Имате сапун на универзитетите, претпоставам? Да, нормално. И средства за дезинфекција? Секако. Да. Каква е состојбата во македонската заедница таму? Комуницирате ли меѓу себе во насока на добивање на нови информации и во насока на превенција на некакво ширење на оваа болест? Па да, комуницираме онлайн преку Facebook или преку групи WhatsApp. Се информираме доколку некој слушне дека има некаква новост, но пред се јас се фокусирам да сите информации ги добивам од извори на властите. Ако треба да ни опишеш во една реченица или во две реченици, како властите таму се справија со кризата, што би ни кажала? Па јас би рекла дека пред се ги затворија сите школи и факултети. Моментално суспендираа све, сите забави, сите евенти, сите манифестации каде што има голема група на луѓе. Потоа исто така едукативни патувања се суспендирани, сите луѓе кои што доаѓаат од епидемирани области се под контрола. Значи туристи од Кина и слично. Добро, Сара, благодарам за ова вклучување. Благодарам и на вас. И ви посакувам убав престој, се разбира без опасности. Господин Караджовски, што е коронавирусот? Каква болест е тоа? Дали може накусо да ни објасните? Ве прашав пред малку, бидејќи сите велиме тоа е грип, само е малку посилен. Што е корона?
Значи, кога би требал со зборови за да ги разбере и населението, како што вие ме прашавте дали се работи за грип, ајде да речам се работи за грип, меѓутоа друг е причинителот. Ако за вирусот на грип имаме точно причинител кој што циркулира последниве 120 години и е откриен 30-тите години на 20-тиот век, ова е откриен многу скоро, значи во крајот на минатиот век. Ако тамо беше инфлуенца H3N2, H1N1, H5N1, во народот познати те птичи грип, те во надводници свински грип, те сезонски грип H3N2, овдека имаме три типа на коронавирус кои што се актуелни, познати и за за луѓето околу нас и во заедницата интересни како научни цели, така и од диагностички и терапеутски цели. Прво, имаме мерс коронавирус, кој што највеќе го има на Блискиот Исток, каде што се пренесува заболувањето од животни, домашни и диви на луѓето, доколку дојдат во непосреден контакт со нив или пијат млеко од камила или од други животни. Вториот, SARS коронавирус, кој што направи голема епидемија, исто така почна од Југоисточна Азија, која што направи повеќе стотици болни и умрени лица. И она што е сега најатрактивно за нас, значи мерс корона, SARS и COVID-19. Претходно ние го викавме кинески вирус или синдром на заболување од Кина, сега е COVID-19 стручното име. Пак народски да прашам, ова е од фамилијата на грипот или од фамилијата Од фамилијата на коронавируси. Затоа направив дистинкција. Едно е инфлуенца, кои што можат да направат секоја година огромен број на заболени, епидемија или пандемија, со повеќе илјадници луѓе заболени. Ланската година во Република Северна Македонија имаше околу 28 смртни случаи и околу 48.000 заболени званично регистрирани лица. Сега во моментов во светски рамки имаме ова што ни се случува во Кина, во провинцијата Хубеј, во градот Вухан. 56 милиона е провинцијата, главниот град на провинцијата е Вухан, и во околните региони, каде што во моментов под строг епидемиолошки, војнички и полициски надзор се 56 милиона луѓе, 11 милиона се во Вухан, меѓутоа и Кина, таква каква што е во моментот, признава дека дел од овие проблеми се заради тоа што доцна е откриен вирусот, односно откривањето на вирусот не се превземаа мерки за да го веднаш сузбијат драстичното брзо ширење. Значи ли ова дека ако некоја земја преземе мерки уште пред да се појави вирусот во нејзината земја, може многу да се намали ширењето на вирусот? Апсолутно. Докторот во Кина, кој што е сега починат, во август на септември алармираше дека има чудна болест, тој иначе офталмолог, кој што видел кај своите пациенти заболување од пневмонија, што е нечуено човек со оштетување на видот да е болен од пневмонија, еден, па друг, па трет, па пет. И на властите им го обрнал тоа внимание, меѓутоа властите во моментот не го сватиле озбилно. Оној момент кога го сватија озбилно, веќе вирусот беше дистрибуиран меѓу населението. И втор момент во целата работа, Народна република Кина меѓу населението има обичај да се купуваат животински производи од отворени пазари. Нема да навлегувам во начинот на трансмисија, дали биле лилјаците, дали змиите, дали не знам што, меѓутоа, употреба на животинско месо непроверено од медицински аспект и ветеринарен аспект може да донесе до болести зоонози. Меѓутоа, најтипично за оваа болест е начинот на ширење, што морам да го објаснам во две реченици. Имаме респираторен начин на ширење, значи со капки, прикивање, кашлање, зборување, близок респираторен контакт. Или кивање, кашлање и зборување на површини, кои што моето лице, мојот организам го има вирусот во себе, при кивање и кашлање врз рамнава површина, доколку истата не се исчисти и дезинфицира, првото лице што ќе дојде, што ќе ја допре таа површина, вирусот останува кај него. Доколку јас не ги измијам рацете, а ги внесам на моите конјуктиви или во уста, потенцијално можам да го внесам вирусот. Меѓутоа, во момент за да биде напнатоста смалена и во интерес на јавното мислење, кое што сакам да го спуштиме на најниско ниво, дека се има своја заштита. Избегнување на близок респираторен контакт
водење на лична и колективна хигиена и често миење на раците е основен предуслов за спречување и сузбивање на појавата на заболувањето. Добро. Министре, како доктор, ќе ве вклучам уште малку пред да одиме на оние мерки. Сакам да поразговараме уште малку за болеста, на луѓето се уште не им е јасно. Што напаѓа, кои органи на човечкото тело ги напаѓа болеста и зошто е поопасна од некои сезонски вируси што ни се јавуваат? Респираторниот систем и гастроинтестиналниот систем се карактеризира со кашлица, се карактеризира исто како и настинка, како и инфлуенца. Грип може да се симне на белите дробови и да даде компликација како и пневмонија. Меѓутоа го напаѓа и гастроинтестиналниот систем, значи може да даде проблеми со стомакот, диареи и така натаму. Значи еден спектар на симптоми кој што до негде е многу сличен на инфлуенцата, меѓутоа има своји карактеристики, има своја тежина. Како се лечи? Се лечи симптоматски, нема посебна специфична терапија. На почетокот кога се откри болеста, дури се направи една студија, се анализираше дали влијае тамифлуто, се заклучи дека нема влијание, така да се лечи симптоматски. Се лечи со антибиотици, се лечи со подкрепа терапија, се што доаѓа во предвид во зависност од начинот на кој што се манифестира. Еден тип на лекување имам доколку е само лесна форма, на горни респираторни патишта, сосем друг третман, доколку се нападнати белите дробови, доколку треба респираторна подршка, доколку е пациентот на вештачка вентилација на респираторна машина. Кога станува опасен по здравието, односно по животот на човекот? Огромен број од смртните случаи се пред се постари, возрастни лица кои што имаат претходни заболувања на белите дробови, на што ова инфекција некако се накалемува како компликација. И тоа се смртните случаи секаде во светот, секаде каде што белите дробови заради претходна некоја хронична состојба немаат капацитет да надминат кризата, инфекцијата се симне на белите дробови, за жал имаат летален исход. Кого напаѓа најмногу? Имаше различни информации дека деца под 9 години ретко заболуваат од оваа болест, жени поретко од мажи и зошто? Значи, ова не е заболување кое што има разлика по половата структура. Значи, нема врска половата структура. Она што го рече министерот е најважно. По возрастните луѓе над 60 годишна возраст, тоа е прво. Второ, лица со други интеркурентни заболувања, лица кои имаат, ние велиме, коморбидитет од други заразни заболувања или од други состојби на организмот, тоа значи лица што имаат оштетени бели дробови, срце, плуќа, бубрези, на зрачна терапија, лица кои што се на повозрастна група, морбидитетот е висок кај нив, леталитетот за сега се движи меѓу 1,4 и 2,4, просечно околу 2%, што на моментално, она што го знае светот, а и податоците од Кина, на околу 80.000 инфицирани, има околу 2.700 смртни случаи. Од тие 2.700, 90% се од Вухан и од Хуабеј. Сите останати 2000 се од сите останати региони во Кина и државите во светот каде што е распространет. Во моментов 24-5-6 држави се. Меѓутоа, што е најбитно? Ниту Светска здравствена го има подигнато алертот на највисоко ниво, затоа што Светска здравствена кој ќе прогласи пандемија, тоа значи да го има во огромен број на држави на сите континенти и да го загрозува нормалното функционирање и живеењето на луѓето. Исто како во Република Македонија, ве молам, ова е многу битно за населението. Ние сме сега во некоја жолта припремна фаза, во која што се стремиме сите наши капацитети да ги припремиме за нешто што може да биде. Второ, да ги едуцираме населението и медицинскиот кадар за начинот на ширење на болеста, за клиничката слика, за диагностичкиот момент и за терапијата. И да обезбедиме капацитети кои што државата во моментот ги има во тој број што верувам дека министерот ќе ви ги каже. Уште ова прашање што можда ми останавте должен, зошто или помалку ги напаѓа децата?
Ви реков дека ова е заболување на постарите луѓе со но интеркурентни заболувања. Значи, децата во... Сака да кажете дека некој што е имунолошки послаб, полесно ќе го нападне вирусот? Апсолутно, ви реков дека прашувам 5 вака категории, народски за да го 6 на објаснам. луѓе кои што просечно имаат над 60 години возраст и кои што имаат други интеркурентни, тоа значи заболувања заради нивната возраст. Ние велиме хронични дегенеративни заболувања. Оштетување на бубрези, на плуќа, на срце, на мозок, диабет, кардиоваскуларни, зрачна терапија, малигни заболувања и така натака, се групите кои што први заболуваат со потешка клиничка слика. Има и помлади, да се разбереме, значи не е ова болест на 60 па останати, дека речеме баш ми е гајле, јас си имам 20 години, 30 години. Меѓутоа, во структурата на сите заболени по возрастни групи доминира возрастната група над 60 годишна возраст. Милкова, во се оформи таа група или штаб кој што ќе работи на превенција, односно на почитување на мерките кои ќе бидат издадени. Како се подготвувате во моментов? Вака сега, до вчера имавме значи она нормална фаза каде системот функционираше онака според здравствените власти како има дадено наредби. Од вчера веќе со оглед дека во Северна Италија се подигна нивото со оглед дека веќе беше прогласена таму поголем број на заболени, веќе имавме и смртни случаи. Од вчера заседаваше Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и веќе од вчера е подигнато нивото, значи нивото од нормално малце на повисоко ниво со цел да се преземат сите соодветни мерки. Во текот на вчерашниот ден, по иницијатива на Министерството за здравство, односно министерот, беа повикани управувачките тела кои се дел од системот за управување со кризи. Значи, заседаваше прва групата за проценка, која ги разгледа состојбата во соседството, состојбата во Северна Италија и заседаваше во доцните ноќни часови управувачкиот комитет, каде заседаваа министрите, на кои се донесоа конкретни мерки и активности што понатака треба да се преземе. Добро. Благодарам за сега. Тука го вклучувам господинот Стојан Витанов, македонски конзул во Венеција. Добра вечер, господин Витанов. Добра вечер до вас, присутните таму и до сите гледачи на вашата телевизија. Да. Ние тука во една, верувам, порелаксирана атмосфера од она што се случува во Северна Италија. Постојано сте на терен, каква е моменталната состојба? Моменталната состојба, ја би тргнал вака дека е веќе посмирена со самата изјава на господинот Валтер, кој е член на извршниот комитет на Светската здравствена организација, инаку тие денеска беа присутни овде на овие така наречените црвени зони каде што самиот тој изјаве дека треба да се намали алармантната ситуација, бидејќи според валутацијата на самата состојба на вирусот, од 100 заболени, 80 лица оздравуваат спонтано, 15 имаат некои сериозни проблеми кои се излекуваат во клиниките, а само 5% се со посериозни состојби, од кои дел од тие, нели, за жал се веќе и починати 11 лица, кои се во постари години и претежно треба да се изрази дека тие се претежно со претходно патолошки болести. Така да од денеса ситуацијата малку е смирена. Иначе во цела Италија бројките кажуваат дека има 322. Јас се оздавувам на официјалните извештаи, дека 322 случаеви се инфицирани, од кои што во Ломбардија се 240 случаеви, меѓутоа ако се земе во обзир дека Ломбардија со над 10 милиони жители, во Венето се околу 42 случаеви, меѓутоа како втор погоден регион, и се зема во обзир од околу 5 милиони, така да ситуацијата полека се става под контрола од страна на италијанските власти овде. Бев на лице место. Вие сте во контакт таму и со нашинците. Има ли меѓу нашите државјани, да речеме, заболени луѓе? Не, до сега значи сме во контакт директно пред себе со одделот за цивилна заштита на власта на Италија, кој се во постојана комуникација со нас и со другите центри таму во црвените зони, претежно. Сега зборувам во регионот Ломбардија, претежно станува збор за општината Лоди и Кодонја, кај што има наши, околу 400-500 луѓе кои таму се позиционирани и живеат.
Досега немаме информација, официјална информација за наше заболено од овој вирус. Јас лично бев 2 дена таму, престојав 2 дена во околу таа зона, не ни беше препорачено да влегуваме внатре во. Да, тие се во своевиден карантин. Да, во своевиден карантин се меѓутоа комуницираме имаме доста добра комуникација со самите центри внатре во нивните општини, во центрите кај што е карантинот и од надвор од самите кризни штабови. Да ве прашам, какви се предвидувањата на тамошните здравствени власти во однос на ширењето, на темпото на ширење на вирусот? Постојат ли некои предвидувања? Ја би рекол вака дека Италија во разговор со повеќе од надлежните од овие области, значи овде се вклучени дури политичарите и префектурите, они на некој начин се и биле спремни за пречекување на оваа епидемија овде, на овој вирус. Они работат на тоа се повеќе да се спречува и да се изолират овие места кај што најмногу се одразува инфицираните луѓе. Така да, ако се зема некаков првичен нивни зададен рок до 1 март, со тоа што и школите се затворени, другите институции се затворени, тогаш очекуваат до тогаш као првично очекување има до тогаш да го стават под контрола овој момент, оваа ситуација. Се зборува нели за таа една панична реакција во првите моменти од какова се дозна за ширењето на вирусот. Како самите граѓани, како италијаните реагираат на тоа и како се однесуваат во една таква ситуација? Ги слушаат ли препораките на властите, на она што се вели медиумите? Добро, нормално нели да се збори за паника, меѓутоа ја во контакт тука со италијаните и познавајќи го италијанскиот народ, тие повеќе идат на превентива, не би кажал дека би било паника, дека тие доследни како народ доста многу се обраќаат внимание на сопственото здравје и се доследни на мерките кои се издадени од страна на Министерството за здравство на Италија и не потпаѓаат на влијание на други вести или други изјави, така да не би рекол дека е паника во генерален смисол. Нормално, луѓе има кои што и паничат, но генерално се во превентивна турени во превентивна мерка самите граѓани. Да. Господин Витанов, ви благодарам што се вклучивте во емисијата Отворено. Филипче, владата донесе мерки и препораки кои што се однесуваат на начинот и превентивата за да се спречува внесување или ширење понатамошно на вирусот. Што тие во основа значат? Како би ги селектирале? Првично мерките се воведоа за граѓаните патниците кои што доаѓаат од Кина. И со тоа започнавме пред повеќе недели согласно препораките од Светската здравствена организација. Воведовме и мерки на предпазливост на аеродромите, од каде што имаше летови кои што со оглед на тоа што ние немаме директни летови со Кина, но летови со конекција преку Дубај, преку Истанбул, тие патници беа скенирани, доколку имаше потреба ќе се спроведеше интервју, им се мереше температура. Тоа што владата го донесе како дополнителни мерки е надградување на овој систем со оглед на оваа ситуација која што се случи во Северна Италија, со оглед на многу поголемата фреквенција на движење на луѓе патници со овој дел од Европа, со оглед на тоа што многу наши луѓе живеат тука и во таа смисла заклучивме дека требаме мерките да ги подигнеме на повисоко ниво, да важат за поголема група на луѓе патници со оглед на отворените конекции и на тој дел на Италија со останатиот дел на Европа. Од вчера се скенираат практично сите патници кои што доаѓаат на нашиот аеродром со сите летови во Скопје, специфични летови во аеродромот во Охрид и согласно денешната одлука сите патници кои што доаѓаат по сувоземните премини се пренасочуваат само на 5: Табановце, Блаце, Кјафасан, Девебајер и Богородица, се со цел да биде сконцентрирано вниманието
заради тоа што во договор и координација со граничната полиција, граничните полицајци, односно царинарниците, прво ги спрашуваат патниците од каде доаѓаат, дали доаѓаат од тие критични региони, дали биле во контакт со заболени лица и врз основа на тоа се известува локалниот епидемиолог, што значи дека во посебна просторија на граничниот премин, сувоземен, или во посебна просторија на еден од двата или двата аеродроми, епидемиолог прави интервју, анализира дали има потреба тој патник да се тестира. Тој епидемиолог е таму постојано или се повикува од некој најблизо град да дојде, Се додека тие повикуваат чекаат? епидемиолозите од градовите на сувоземните премини, а имаме екипа во континуитет 24 часа на Скопскиот аеродром. Тие одлучуваат таму на лице место врз основа на тоа интервју, каде што има своји карактеристики. Тоа интервју се обидува да се дојде до некој епидемиолошки ланец, дали има потреба да се тој патник тестира. Веќе стигнаа 5 луѓе од Кина, кои што беа претходно најавени од кинеската амбасада. Ние имавме 50 луѓе кинески државјани работници во една наша компанија. Кина направи еден многу добар чекор, една одлична мерка, откако излегува голем број на заболени во нивната земја, мерка со која што практично го заштити светот. Јас верувам дека да таа мерка не се имплементираше, бројот на заболени ширум светот во овој момент ќе беше значајно поголема, а тоа е да тој поширок регион на Хубеј, сите патници кои што требаше да го напуштат, беа ставени во карантин 14 дена. Така и нашите работници кои што дојдоа, државјани на Кина, дојдоа после 14-дневен карантин. Ние тука ги тестиравме, сите 5 имаат негативен тест на коронавирусот и назначивме дополнителен здравствен надзор уште 14 дена во соодветно место каде се сместени во одлична соработка со кинеската компанија која што беше одлично организирана и превзеде обврски и самата да спроведува дел од сите технички детаļи во однос на здравствениот надзор. Зошто, например, не се донесе слична одлука за тие што се враќаат од Северна Италија да важи карантин, или е премногу, преобсесивна е таа мерка? Има точна индикација кога тоа се прави. Има точна индикација кога некој патник од Италија ќе се тестира прво за коронавирусот. Има точна индикација, точно одреден алгоритам и пат како ќе се спроведе тој патник доколку има знаци за болест. Меѓутоа има и точна индикација кои од патниците се стават во карантин. Доколку се детектира заболен во некој превозно средство, има едно правило, патниците неколку реда што седат пред или позади се изолираат. Ние имаме за среќа и доволен број на тестови, меѓутоа тестовите во одреден момент може и да се да не се точни. Значи, во тој случај епидемиологот препишува, односно утврдува карантин од 14 дена. Ние до сега немаме таков случај, немаме патници кои што доаѓаат било од Кина, било од овој дел северен на Италија, кај кој што е потребно да се спроведе изолација, односно карантин од 14 дена. Добро, но може би, Еве Караджовски, ќе го прашам, може би тој вчера го добил вирусот или го има, го примил на себе од некое друго лице и нема никакви Токму симптоми. тоа И сакам ќе да го внесе кажам. едноставно вирусот. Добро, И просечно... што правиме тогаш? Момент. Просечно вирусот може да се детектира после инкубационен период од 5,3 дена е просечно, максималната е 14 дена. Што правиме ако на денешен ден, хипотетички, дојде патник од Италија во Македонија? Ние нема да видиме дека е тој заболен, односно со симптоматологија, заради тоа што организмот се уште е во фаза на инкубација. За такви лица им даваме флаер на аеродромите, кој што го дава граничната полиција. Тоа е тој флаер, во кој што се наведени клиничката слика, етиологијата, симптоматологијата, терапијата. Тоа се на пригоден начин прикажани и на последната страница има 10 центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје. Секој патник што доаѓа од Венето или Ломбардија и што го има овој флаер кај себе, а на аеродромот има и постери на македонски, албански и англиски јазик, истите овие флаери се на македонски, албански и англиски јазик, го зема со себе, се интересира за деталите околу заболувањето и доколку покаже симптоми, се јавува на еден од овие броеви, бидејќи во државата имаме 10 центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје.
Тоа го кажа веќе неколку пати, ќе го повторам. Прво, епидемиологот е тој кој што врз основ на анкетата оценува дали лицето има потреба да се тестира или не. Доколку се земе материјал за тестирање, а тоа е бриз од нос и грло, во соодветен транспортен медиум се трансферира до Институт за јавно здравје, до вирусологија, каде што се прави за отприлика 4 часа диагноза дали е лицето инфицирано и дали е позитивно. Доколку е лицето позитивно, така алгоритмот кажува дека треба веднаш со возило на итна медицинска помош да биде трансферирано на клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. Тамо следи понатамошен третман на лицето кое што е инфицирано со симптоматологија. Доколку пак лицето не е инфицирано и нема никаква симптоматологија, доколку на граничниот полицаец му каже јас немам никаква симптоматологија, не сум бил во контакт со ниедно заболено лице, сум бил на еднодневна екскурзија во, не знам, пак северна Италија, али со 100 километри или 50 километри од местото што е нотирано дека го има, го рече конзулот пред малку, тоа лице веднаш му се дава пропаганден едукативен материјал и се пушта дома. Тој во 14 дена има било каква симптоматологија, телефонира на еден од овие броеви или на Институт за јавно здравје. Ние во Институт за јавно здравје имаме пасивна приправност 24/7. Јас бев последната недела што помина, сега друга колешка е во приправност. Ние сме во непосреден контакт со тимот кој што е на аеродром. На аеродром имаме здравствени власти од ТАВ. Значи имаме доктор и сестра. Имаме од здравствен дом Скопје во моментов сега доктор и сестра. Имаме од Институт за јавно здравје доктор, сестра, односно микробиолог и лаборант, дежурни на вирусологија. Имаме на епидемиологија кај нас пасивна приправност. Значи го реков тоа, денеска имаме 8 луѓе кои што во секој момент 24/7 се на линија. Секој што бара информација ќе ја добие од нас доколку точно каже што сака. Меѓутоа, она што денеска ми се случи неброено број пати, јас сум бил во Италија, сакам да се тестирам. Значи, повторувам, да не испадне сега наплив на илјадници луѓе, конзулот рече 10 на 15.000 луѓе живеат таму. Да ни дојдат сега сите овдека и јас сакам да се тестирам. Прашањето е, дали си бил во контакт со болно или инфицирано лице за кое што знаеш дека било болно инфицирано, и второ, дали имаш симптоматологија. Таквите веднаш се тестираат. Ама не е ова слободна продажба и јас сакам да се тестирам. Денеска еден куп луѓе отидоа на инфективна клиника и кај нас дојда, сакам да си го испитам моето здравје. Значи, така не играме заради тоа што шемата и алгоритмот јасно покажува кои лица се тестираат, зошто се тестираат и поради што се тестираат. Добро, да, разбирам, но дали ова го зборувате за тоа што немаме доволно тестови? Тестови имаме поприлично доста. Колку што кои треба. Што можат да се набават ургентно, со набавка која што министерот може да ви каже во краток временски период да се набават многу. Меѓутоа, не, видовме ние со пасошите како беше со набавката, па да не испадне така работа. Немојте политиканство. Ова не е време за политиканство, пасошите. Да се разбереме, јавното главно прашање за кое што сакам да зборуваме овде. Овдека се во прашање професионалци. Јас сум еден од најголемите во државата и за себе држам до тоа. Меѓутоа, пасошите е сосема друга проблематика. Овдека зборуваме за јавното здравје. Не, само направи аналогија на набавките кои што слушуваат, да не дојдеме во ситуација значи, утре пак да речеме сега ги немаме тестовите. Министерот успеа да набави во многу краток период 500 теста. Ја знае процедурата, ја знае тендерската постапка и лицата што работат во министерство како може да набават. Значи немојте онаја патка што денеска ја чув, нема алкохол во апотеките. Нема ракавици, нема ова, нема. Тие што си ги набавиле заклучно со 31.12 ги имаат во резерва. А министерот ќе ви каже дека ние имаме во секој момент одредена количина на ракавици, заштитни маски, скафандери, визири, дури и за медицинскиот персонал зборувам. Зборувам за медицински персонал. Замислите сега една Кина со 1.200 милиона луѓе да има 1.200 милиона ракавици. Кој ќе ги направи тие? 1.400. 1.400, нека се не им го знам пописот. Меѓутоа зборуваме за оние кои што се први на удар. Значи, прва линија на фронт се медицинскиот персонал. Тие се опремени со све што треба. Сега вие ќе ме прашате, а зошто населението по улици нема тоа? Па зошто кога во држава нема сомнителни случаи? Замислите да се состојбата во државава, на секоја автобуска станица или на улица ќе ги видите луѓе забарикадирани, зошто да не случајно влезе. Па на што би личеле тогаш? Прво треба да бидеме коректни према себе и према нашите фамилии. Ние сме први, верувам,
најголем 99,99% се прави професионалци, нема од кого да криеме. Ние сме мала држава. Зошто би скрил од некого дека нешто се случува, а ја во себе си викам, абе ги лажам. Значи да се разбереме. Професионалците точно кажуваат што се случува, бидејќи сме секој ден непосредно во контакт. И второ, што е најважно, за својот народ работиме. Не работиме за некој друг. И жалосно би било, шпекулациите, морам да се навратам на ова, што ги гледам на Facebook и на други постови, во кои што се кажува, вие не знаете, ама тие кријат нешто. Второ, вие не знаете, ноќеска имаше позитивен случај. Им кажавме на сите дека имаме 2 случаја за кои двајцата се тестира, двајцата имаат инфлуенца и двајцата се негативни на корона. Зошто би требало да правиме паника кога во моментов на денешен ден во вторник вечер нема простор за паника? Добро, благодарам. Милкова, Центарот за управување се кризи, дали во оваа насока во однос на информирање на јавноста има некакви надлежности и каде пред се ќе се движат тие ваши дејности? Така, да. Една всушност и од основните функции на Центарот за управување со кризи е да го информира населението, да собира податоци и информации, да ги споделува со останати субјекти од системот за управување со кризи. Би напомнала дека од синокешниот заклучок на управачкиот комитет произлезе вака една мерка дека Центарот за управување со кризи во соработка со Министерството за образование и наука и единици на локалната самоуправа да почнат веќе да држат едукативни часови за заштита и превенција во школите, во средните училишта, значи, основните училишта и во градинките. На кој начин, како постапките за да се заштитат учениците, децата. Исто така една од мерки. Тие обуки? Обуки ќе ги држат во договор, значи како што спомнав, представници од Центарот за управување со кризи, од Министерството за образование и наука и од представници од единици на локална самоуправа. На она што ќе им го дадете вие како насоки. Секако, да. Миење раце, кивање и така натаму. Да, дезинфекциони средства, значи се оние потребни мерки кои се и за возраста достапни, значи, така. Една од другите мерки беше исто така синоќа донесена, а денеска од владата усвоена, дека да се редуцираат екскурзиите кои се планираат во средните училишта, значи во Северна Италија, односно во тој дел таму на Италија, ако може за одредено време да се одложат, во некој догледно друго време, значи... Тоа не е препорака. Едноставно, тие екскурзии не смеат да се одржат, така? Сега за сега е дадено да се одложат. Понатака, во зависност од темпото како ќе се одвива, значи болеста. Сакам да прашам, доколку некоја школа или некои ученици речат, не, ние сакаме да одиме во Фиренца, да видиме дали може да отидат или не може организирано да. Донесено е, значи, стрикно да се одлика, да се да се почитува, секако да. Значи, не може туристичка агенција да организира на своја рака ако Министерството за здравство во соработка со Министерството за образование и наука на ниво на влада е донесена одлука стоп за екскурзии, стоп за 8 март. Денеска ми се јавија 10 господи, зошто ние да ги одложиме 8 мартовските екскурзии. Значи, во моментов... Молим? За Италија зборуваме. За Италија зборуваме. Знаете она што е Скала, Милано, Венецијански фестивал, Верона, Ромео, Јулија и такви работи. Значи, во интерес на здравјето на населението се стопираат сите екскурзии кон Северна Италија со цел да се намали ризикот од инфекција тамо и донесување на инфекцијата во нашата држава. И тоа треба да се почитува. Меѓутоа, не можеме ние на некого да му забраниме ако тој сега си тера на своја рака комбе и вози. Меѓутоа, организирано она што екскурзиите се прават во училиштата, тоа е стопирано од страна на владата и тоа е вчера уште речено. Така да. Добро. Исто така да, донесена е мерка дека Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување со кризи и владините служби постојано ќе известуваат, значи, за сите тековни случувања, да нема, значи, заблука населението, да не дојдеме до некои вака, како што спомна докторот, несакани ефекти кај населението со цел ширење на паника или други начини. Значи, постојано населението ќе биде информирано за сите мерки, активности и случувања во врска со заболувањата кои ги нема кај нас, меѓутоа во делот на превенција ние мораме да бидеме постојано информирани и едуцирани на начинот на кој треба, значи, понатака да постапуваме. Благодарам. Тука би ја вклучил уште една, имаме наша сограѓанка од Милано. Ена, добра вечер. Добро вечер.
Сакам да претходните дискутанти кои што ги вклучивме од Италија ни рекоа дека денеска веќе ситуацијата е малку посмирена после сите тие мерки што беа преземени. Претпоставувам дека и вие ќе се согласите со таа оценка. Да. Важно се помнат неколку работи во врска со развојот на вирусот во Италија и во врска со целата историја, да кажеме. Првите случаи во Италија доаѓаат на 23 јануари, минатиот месец оваа година 2020. За понатаму да се случи бумот кој што се случи сега на северот само овој петок, каде што ги имавме првиот случај на заболено машко лице во зоната на Лоди Кодонја од 38 години, кој што не може да се укапира, да се разбере од каде доаѓа тоа заболување. Важно е да се каже дека почна целата таа паника, бидејќи тој во последните 20 дена, од кога почна со пресметување на каде бил, што правил, како правил логаритми, како што напомена претходно експерти и така натаму, изгледа дека имал доста активен социјален живот. Од трчање маратони до одење на вечери и практично целата зона се најде во една непријатна ситуација од петок вечер до недела вечер да влезе во паника, каде што се слушаше се. Само тоа што го нарекал преку новинарски патки, луѓето се преку социјалните мрежи, преку групите, преку Facebook, да слушаме буквално се од нема веќе ни храна, ни што не веќе вистина, мислам апсолутно ништо, до нема да преживееме никој и така натаму. Денеска веќе, втор работен ден, сите фирмите превземавме мерки, активиравме сите паметно работење од дома, зоната на Лоди и Кодонја е цела блокирана и од таму не може да сите не се влезе, осим за базични потреби, за храна и за се останата кој што Централот за кризи ги набавува на сите нив и полека се навикнуваме ситуацијата. Да, вонредна е, ма не е ситуација дека немаме храна, вода, дека умираме сите по улица, немаме маски, немаме гелови, апсолутно не е таа ситуацијата. Сите ние фирми се организиравме, направивме и нарачки, стигаат и маски, гелови, мислам се стабилизира ситуацијата. Не можеме да знаеме што ќе се случи, поготово што никој од нас не сме експерти, има експерти кои што работат за тоа и живеат, истражуваат целиот свој живот, треба да веруваме нив и да следиме тоа што се кажува. Мислам, базата е слична. Ние смятаме да се вративме од меѓународно патување, сите сме проверени на аеродромот со дигитални термометри, мислам дека се викаат или така ни дадат индикации дека ако некој се чувствува лошо и така натаму треба да се јави. Имаме специјални бороеви кај што треба се нема брза помош бидејќи викендов падна и брзата помош падна или не знам брзата помош бидејќи луѓето се јавува во паника, окей, бев случајно, може имам маса температура, кашлам, имам коронавирус, што ќе се случи понатаму. Така што болниците се спремни, има тенди пред сите брзи помоши, има екстра тенди од цивилната заштита. Така што мислам дека да, е алармантна, е вонредна ситуацијата, но нема потреба апсолутно да се паничи, бидејќи не одиме нигде како паничиме. Добро, сакам да ве прашам во однос на тука зборувавме дека кај нас се зборуваше за тоа дека од тука се спремаат екскурзии за во Италија, за во Милано. Како функционира Милано и воопшто градовите на северот на Италија во овој период? Да кажеме дека сите ние Италија е поделена по региони. Сите ние северни региони што на Ломбардија, Пиемонте со главен град Торино, Венето со главен град Венеција и Емилија Ромања со главен град Болоња и Лигурија сме во вонредна состојба. Значи дека имаме 6 главни мерки кои што се преземени со оглед на тоа да се проба да се задржи вирусот и да не експлодира уште повеќе. Кои се тие 6 главни мерки? Школите се блокирани до недела 1 март, што е логично бидејќи секако поради карневалските прослави ќе беа затворени четврток и петок. Така што додадоа 3 дена и се додаде целата недела. Универзитетите исто така, испити, предавања и веќе доста универзитети се организираат и за онлайн учење. Забранети се манифестации на јавни места или затворени се кината, театрите и сите места каде што може да има повеќе луѓе, се со цел да се намалат местата каде што може да се расшири било каков тип на вирус, например корона, ма се останато. Што останато? Баровите затвараат во 18 часот, работат само ресторантите, пак со цел да нема ноќни дружби, ноќно останување премногу со луѓето. Продавниците во трговските центри се затворени за викенд, се отворени во текот на неделата, пак со цел да нема голема концентрација на луѓе и школските екскурзии се сите забранети до 15 март. Ми кажавте дека
сите оние што можат да работат од дома, да ги извршуваат своите работни обврски, тоа го прават сега од дома. Тоа е со некаква препорака или тоа самите работни организации го прават? Не, тоа е со препорака, значи Министерството даде препорака да се активира најбрзо што може смарт working, тоа така го нарекуваат паметно работење. Од дома кој може, кој не може да се превземат мерките според листа на индикации што се дадени од КНИФ. Така што факултетите на пример се отворени, нема студенти, ама некои канцеларии работат. Не е дека е се затворено, дека е се исечено. Јавниот превоз го има. Тука треба малку да имаме и добра свест. Ако баш не треба овој период да пасувам, иако имам резервирано, може би паметно да сите малку да се смириме, да поведеме внимание, да ги слушаме кој учел малку повеќе од нас на таа тема и да соработуваме. Затоа што некако Италија да сме прва земја која што во Европа ги блокираше сите летови од Кина. Само што кој што да директни, бидејќи имавме најголем флукс на летови од Кина. Само што имавме и премногу, беше кинески фестивал, беше Milan Fashion Week, има премногу евенти кај што имаше премногу луѓе кои што се движаа. Добро. Ако во Македонија прашате просечен човек за оваа болест, веројатно ќе ви каже дека е тоа нешто најстрашно што се случува и не може да се соочи со тоа и има проблеми. Како го доживувате вие? Постои ли свесност меѓу вас директно, но и меѓу вашите колеги и пријатели во однос на тоа дека болеста е болест која што се разбира има одредена доза на смртност, претпоставуваме таа не е во ненормални граници и дали се носите со тој сегмент на она што се вели запознавање со проблемите што ги носи болеста? Да кажеме дека бумот кој се случи викендов беше буквално тоа што не се знаеше ништо, што веројатно би се случило или ќе се случи во Македонија доколку има случај. 2-3 или не да боже се случи бум. Тоа што сите ние се информиравме после кога ни дојде поблиску се дека беше у Рим, кај двата туристи кинески беа у Рим во центарот за инфекции во Спалантани, беа далеко од нас, ние сме премногу заинтересирани, ако читавме, ама не до тој детаљ. И ќе ви извинат експертите, во случај да грешам, ако сакаат да додадат, но тоа што сите ние после читајки извештаи научни и детали е дека смртноста е од 0,2 до 0,4%. Што да, проблемот е кај хронично заболени, кај стари лица, кај лица кои што се во терапија за канцер, терапија на други разни болести, но кај секој нормален човек не е дека кога ти добиеш коронавирус по дефолт готово, умираш и да нема веќе. Напротив, нема вакцина, нема фиксна лек, ама постојат механизми и луѓето се лечат и во Кина и се континуира. Така што да кажеме дека ние на работа, кои што се секираме малку повеќе и читаме малку повеќе, апсолутно се информираш и капираш дека не е нешто што сигурно да го добиваш и умираш, као потврдено. Да. Ена, благодарам, остани уште малку на линија доколку сакаш. Имаме овде коментари во студиото. Првиот мој коментар е само оние луѓе и оние лица што се необавестени, што имаат помал број на информации што е корона, каква е болеста, колку се разболуваат, колку оздравуваат, колку се смртоносни оваа болест, само тие што се помалку информирани си мислат, што рече девојчето, готово, имам коронавирус или има некој коронавирус, тој ќе умре. Значи, рековме, девојчето погреши, 0,2-0,4, рековме нешто околу 2% плюс минус. Меѓутоа, на 100 заболени 2%, на 1000 заболени 2%, на 77.000 2%. Но мислам дека бидејќи претходно зборував со неа, она рече 0,2 до 0,4 на популација што е до 40 години. Или до... Океј, не следев. Меѓутоа, ова сакам да речам. Значи, доколку населението се информира, доколку се овој тип на емисии чести на сите телевизии, доколку има пишуван материјал, доколку има веб страна на Институт за јавно здравје, доколку има веб страна на Министерство за здравје, на Центар за управување со кризи, доколку за сето тоа се разговара слободно, без предрасуди и без шпекулативни вести и новини, фейк ньюс. Значи, најлошо би било кога народот се замајува со тешка болест, болест која што ако дојде ќе нестане Македонија. Значи, немојте такви, ве молам, медиуми, новинари, луѓе кои што знаете нешто за тоа, подобро прашете професионалец, јас или било кој од институциите кои што се занимаваат со тоа, отколку да се прошири веста да во Македонија има случај. Што ќе правиме ако влезе? Па луѓе, и ако влезе, имаме метод
на спречување на ширење. Затоа ги правиме овие припреми. Меѓутоа, ве молам, правилно информирање, секојдневно информирање, зборување со населението, зборување со медиумите, со стручњаците. Ќе има, пред 25 години ми текнува, пошто ја водам таа проблематика. Ме прашуваше одредена категорија на луѓе, дали има ХИВ во Македонија? Па еве ќе ги прашам и господата што се околу мене, ХИВ, знаете што е? СИДА. ХИВ, СИДА. Има ли во Македонија? Има. Наша македонска ХИВ или странска? Луѓето пред 30 години веле, па што се секирам беа има во Америка? Фреди Меркюри, Ирвин Меджик Џонсон. Не бе, луѓе, имаме македонски ХИВ, не ви треба Ирвин Меджик, Африка и не ви треба Америка. Значи, овдека е вниманието, едукацијата и она што се вели превенција. Филипче, се чини дека овие мерки доаѓаат навремено, но дали се доволни? Дали сметате дека ќе треба да се надоградуваат со време? Еве да кажеме, меѓу другото, набавка на овие итни заштитни средства, за кои рековте дека постојат, веќе ги имаме, меѓутоа, веројатно, за да постојат за во понатамошниот период, набавка на сапун, тоа беше малку така сватено во јавноста, толку нема сапун во државата, претпоставувам дека сапун по дефолт треба да има и во факултетите, и во училиштата и секаде. Зошто нема, например, дезинфекцијски средства за училиштата, за факултетите? Мислам, ние знам, правевме сторија од факултет пред известно време, кога ако отидеш во тоалетот на универзитетот, државниот универзитет, нема каде да си ги измијат рацете. Односно, има вода, нема сапун. Како ова ќе го покренете овој механизам? Ќе се навратам и на ова, само доколку дозволите неколку коментари во однос на ова што претходно го дискутираше доктор Караџовски и ова што го кажува нашата студентка во Италија. Патиштата на ширење на епидемијата и на паниката се различни. Ние се соочивме со вирус за кој што имаше многу непознати. Па беше утврдено дека се шири, се пренесува каплично, а после тоа дека има и механизам за феко-орална, овој механизам за ширење. Доаѓаме до прашањето за маските. Маска треба и се препорачува да носи човек што е заразен, за да не ја шири инфекцијата. Кога здрав човек би носел маска со цел да се заштити од инфекција, може да настане поголема белја. Ќе ја мести, ќе ја преместува, ќе го зголемува контактот доколку рацете не се чисти и може ризикот од инфекција да се зголеми. Како се учеа овие работи за вирусот и како ние го подобривме начинот на комуникација, што беше согласно денешната одлука на владата и препорака, а после синокешниот состанок на управувачкиот комитет на Центарот за управување со кризи, ние договоривме дека ќе имаме во 2 термини во денот комуникација со јавноста, со цел јавноста да биде информирана навремено и точно. Најголем непријател ни се креаторите на лажни вести. Не сакам да навлегувам, иако морам да спомнам со оглед на тоа што е ова исклучително важно прашање од јавното здравство, не сакам да верувам дека некој сака политички да поентира. Вчера бевме сведоци на пуштање на такви лажни вести, да се крира паника на вакво едно сериозно прашање, во најмала рака некоректно. Мислам дека никој не треба тоа да си го дозволи. За таа цел имавме денеска состанок со сите уредници на главните медиуми и морам да изразам голема благодарност заради тоа што излегува во пресред сите и дозволија да во најударните термини се дистрибуира пропагандниот материјал во однос на тоа до кои мерки треба да се придржува населението за одржување на хигиената, за често миење на раците, понатаму доколку се јават симптоми, биле на патување или во контакт со некој заболен од овие критични региони на кои телефони, да се јават, и сметам дека со такво добро информирање на јавноста ќе спласни и паниката. Гледајте, станува збор за вирус и за потенцијално заболување кој што има и лесни форми. Многу лесни форми. Заболениот во Хрватска има лесна форма, нешто слично на настинка. Еве, има смртни случаи од најтешките форми на хронични пациенти кои што ако заболат и од обична инфлуенца грип може да починат. Сметам дека нема простор за паника. Сметам дека системот е одлично организиран во смисла на превенција, рана детекција, тестирање, спроведување на алгоритмот доколку се наметне потреба за изолација, односно
односно карантин, и посебно спремен во делот на медицинскиот третман на клиниката за инфективни болести, врвна експертиза, искусни луѓе, исто како епидемиолозите во овој предходен дел, сосема доволна количина на опрема, медицинска, респираторни, вентилатори, машини и така натаму. Заштитна опрема, близу 40.000 маски, што сме ги... во ова пред да преминете. Што станува со приватните болници во овој сегмент? Дали доколку во приватните ако сака болници пациент да оди да го испита тоа во некоја приватна болница, може да го направи или само по препорака? Во приватните болници нема регистрирано оделение за инфективни болести во ниту едно. Тоа е ексклузивно јавно здравствена установа. Во повеќе болници сите се со с големен степен на приправност, да кажам, инфективните оделенија на секаде низ државата, пред се на клиниката во Скопје, спремни да излезат во пресред на сите предизвици, дури и да се диагностицира пациент со било каква клиничка форма на ова заболување. Ние ќе ја преземеме одговорноста и стоиме на тоа да сме на располагање за давање точни и навремени информации во било кој ден од денот. Во текот на вчерашниот ден, касно вечерта, се јави пациент за кој што требаше да се индицираше тестирање, бил италијански државјанин, патникот дошол тука кај нас, бил во некои критични региони во северна Италија, со оглед на тоа што почнаа тие шпекулации по социјалните мрежи и информации, решивме дека, иако е тоа касно, ни едно време близу полнок, дека јавноста заслужува да биде информирана. Заради тоа што така се намалува степенот на паника. Заради тоа ја преземавме оваа одговорност за многу честа комуникација преку брифинзи 2 пати во тек на ден со цел, ке повторам, на време и точно информирање на јавноста. Околу полноќ беа направени тестирањата, веднаш беше јавено дека е негативен резултатот, веднаш министерот беше известен, беа клучните луѓе кои што спијат со мобилните телефони на пасивна и активна приправност и беше јавено и на социјалните мрежи утрината, затоа што не е што да им се јавуваме на полноќ. Меѓутоа, министерот беше известен веднаш дека е резултатот негативен. Наша екипа од вирусологија, ви реков, доколку има потреба од Институтот за јавно здравје, како ексклузивен дел на вирусолошката наука, во моментов 24/7 имаме луѓе што работат и можат да диагностицираат се што ќе им дојде материјал за диагноза. Тоа е сосема доволно во овој момент, кога, повторувам, немаме сознание за нешто активно, акутно, случај. Ова се све спорадични случаи кои што доаѓат, сум бил тамо. Дури и овие случаи што испаднаа на крај инфлуенца. Значи, такви случаи, замислите во една држава каде што има 40.000 годишно, која сите би дошле да се тестираат. Па која држава може да си дозволи да дава ексклузивно тестови за лица кои што ајде да дојдам да се тестирам? Зашо? Така да видам како ми е. Значи, има точно поставен алгоритам, точно поставени сознанија доколку ова се прави тестирање, доколку има ова се прави тоа и тоа, доколку ова се прави изолација, доколку е позитивен се носи на клиника. Замислите за еден куп народ се врвицата направи врвулица на клиника да отидеме. Зашто? Да видите да не кашлам, да видите да не ми цури носот. Значи, мораме да бидеме и тука малце коректни, како јавност, како нација, како народ, во кој што нема за секоја работа да оптеретуваме терцијарно здравство. Па за обична работа ќе отидеме прво до матичен доктор. Наши луѓе од Македонија што не биле воопшто тамо, данес сум дошол во контакт со некого. Значи, воопшто станува збор, или си бил во Кина, или не. Или патуваш од Кина Доха, Дубај, Истанбул, или не. Нема потреба понатака муабет да прав. Или доаѓаш од Северна Италија. Прашањето е, зошто луѓе од Сицилија, од Палермо не доаѓаат да се тестираат? Значи, зборевме Лигурија, Болоња. Па не заборавете дека завчера 4 утакмици од Лига А на Италија се одложија. Венецијанскиот карневал е скратен. Миланската скала не работи. Значи, кој ги видов снимките од италијанска рајуно, тамо е пустелија. Девојчево рече, сообраќајот да функционира. Меѓутоа, на главниот плоштад живо пиле нема. Значи, со други зборови, ова е продолжение на она што го реков за екскурзиите. Кој некој би одел сега тамо, што да види? Празни улици? Па не ви треба празни улици, гледате го Вухан. Гледате
Кина како беше? Секаде е стопирано, сторнирано патувањето, ама сите се спремаат, цела Европа се спрема. Значи нема да мислите дека ние нешто посебно Овие правиме. мерки што сега се Цела преземаат Европа кај истото нас го прави што и ние се го дел од правиме. некој комплекс на мерки кои што ги знаеме при вакви постапувања или се препораки на Светска здравствена организација или како? Значи, се извинувам, Да, министре. повелете било. Само би ве подсетил, бидејќи непосредно бе вклучен последниве 27 години. Се што се случило во државава 27 години и поминало како кризен момент, од бегалската криза 99 година, од Косово, што ни дојдоа 400.000 луѓе, па преку пандемискиот грип, пандемиски, не свински, пандемискиот грип, па сомнението на ебола, па морбилите ланската година, се тоа криза. Меѓутоа ние не подклекнавме, активно работевме цела година, а и сега сме спремни. Некој ќе рече, ама вие не сте спремни као Германија, Франција или Англија или било. Па луѓе, разберете, број на луѓе, број на финансии, број на она, ние сме според нашите објективни можности. Ние не можеме да речеме сега имаме 1 милион тестови. Зашто? Или 2 милиона маски. Министерот кажа, мислам дека Колку тестови? 500 рековте или за прва фаза беа? За прва фаза да, него вчера и денеска се набавени 40.000 маски. И се знаете, па малку е. Колку сакате да набавиме? Доволно е, за почеток, министерот може да набави... За кои маски 40.000 се набавени? За кого? Ќе ви каже министерот. За аптеки? За слободна продажба, Не, мислите? како што реков, тоа се резерви за Министерството за здравство, за здравствените работници. Ке повторам, спомнав, сакам да стигне пораката до граѓаните, До медиумите. дека носење на маска не е заштита, гаранција за заштита од не само ова, било какво капелично заболување, посебно за овој вирус, за кој што има и друг начин на ширење, манипулација на маската, местење со рака, само може да го зголеми ризикот. Во однос на организација на здравствениот систем, стигна првите препораки од Светска здравствена организација кога се јави епидемијата во Кина и секогаш стои дека мерките се преземаат согласно капацитетите на здравствениот систем. Например, како и зашто го направи ова Италија, е многу интересно да се слушне од италијанските здравствени власти. Ние утре ни доаѓа еден гостин заради тоа што во четврток имаме закажано голем форум здравствен, вториот здравствен форум се одржа во нашата земја, после минатогодишниот посветен на примарното здравство е посветен на мајчиното здравје, новороденичката смртност, кај што постигнавме наистина големи резултати, ја преполовивме практично за период од 2 години и по тој повод доаѓа регионалниот директор за Европа на Светска здравствена организација, после дводневен престој во Рим на барање на италијанските здравствени власти. Интересно ќе биде да слушнеме зашто вака постапиле, како они сметаат дека се случило да за таков краток временски период има толку голем број на заболени, заради тоа што, внимавајте, има заболени од оваа болест и во Англија, во повеќе градови, па таму нема затворени институции, школи, јавниот превоз добро функционира. Повторно ќе кажам, сметам дека се е тоа автентичен модел. Ние согласно искуствата што ги имаме благодарение на експертизата од овие изминати години, одлично се справивме со епидемијата морбили. Ние сузбивме само 6 месеци. Точни беа предвидувањата на експертите епидемиолози од Институтот за јавно здравје. Толку ќе заболат, за толку време ќе изгори, викаат они, вирусот во населението. Можно е да има смртни случаи, за жал имаше 4, ама внимавајте, у Србија и Романија имаше 100. И не траеше само 6 месеци, повеќе од една година траеше епидемијата. Значи ги користиме тие искуства, ги користиме искуствата во однос на менталитетот, организационата поставеност на системот, искуствата на луѓето. Има еден друг момент, морам да го спомнам. Се сложувам дека кога зборуваме за вакви работи, не би требало да зборуваме за политиканство и така натаму, меѓутоа сега наидуваме и на малце по расположени здравствени работници. Сега дежураат за многу поголеми пари него што дежураа за до пред некоја година. Дежурствата од 802.500 денари сега се 3.500 и 8.000 денари. Па и тие самите сакаат да се вложат во работниот процес. Ке застанам тука, сметам дека не треба да се користи, да ја користам оваа можност, но сакам да кажам, сите се вољни да се вклучат. Има енергија, има ентузијазам да се вклучат во процес, да дојдат, да бидат на повик во било кој дел од деноноќието. Така да сметам дека сме сосем коректно и добро организирани, дека сме добро координирани со другите институции
И дека сме спремни да излеземе во пресрет и на предизвикот, ако се јави првиот заболен од и да дојде клиничка И слика. онолку колку сме на број со капацитетите што ги имаме. Значи не можеме може ли да се мериме. демистифицира болеста со овие мерки што се преземени, бидејќи таа демистификација е веројатно важна за населението да може да ја прифати како секоја нормална сезонска ситуација што се случува? Па јас мислам, да. Секоја институција, значи, има акциони планови по кои постапува, каде, кога и на кој место и на кој начин ќе делува, значи. Вие рековте дали тие мерки, да, има мерки и активности кои постојат во вид на документи и тие документи се тестирани повеќе пати досега. Центар за управување со кризи има стандардни оперативни процедури за комуникација, координација и соработка со сите субјекти во прогласена кризна состојба. Тогаш точно се знае, не де Боже, кај нас не верувам дека би дошло до таква ситуација, меѓутоа, значи, постојат такви документи каде се тестирани повеќе пати досега и е докажано дека тие се успешни, постојано се ажурираат и доградуваат. За кои институции зборувате? Зборуваме за сите институции од системот за управување со кризи, овдека мислам за сите министерства, јавни комунални предпријатија, невладиниот сектор, значи, зборувам, сите ние сме дел од тој систем за управување со кризи. Да, гледам во меркиве и препорака установите за згрижување на деца од предучилишна возраст да преземат мерки за соодветен третман за дезинфекција на обувките при влегување во градинки. Тоа градинките, труд и социјала, значи, Тоа кој ќе го наложува прави, например? да се прави и да почне да се применува. Во кој поглед? Не може децата, значи, кои доаѓаат во градинка од дома со истите обувки да престојуваат цел ден во иста занимална со останатите деца. Ние не знаеме патот од дома до градинката. Добра, кој ќе однесе сапун еве на факултетите? Ме интересира баш. Па, тоа е синоќа дискутирано и една од мерките е, значи, да се набават подхитно дезинфекциони средства кои содржат алкохол. Не зборуваме за обични дезинфекциони средства, сапун или... Значи, зборуваме за И тие да дезинфекциони се средства постават во сите јавни установи каде што флуктуираат многу луѓе. Така е. Добро, ќе се случи Посебен тоа, акцент, значи, е дадено на граничните премини, кај што луѓето имаат први контакти, тука е граничната полиција, Министерството за здравство, значи, и останатите кои се на први на удар при контактот со патниците или пациентите кои доаѓаат од надвор. Со денешниот кој ќе заклучок го набавува со тоа? денешниот заклучок Министерство за на здравство? со денешниот заклучок на владата се задолжи Министерството за здравство да набави дополнителна опрема со што ќе ја дополни резервата, ова што ја спомнавме, маски, ракавици, мантели, скафандери со довод за кислород за интензивното оделение во на инфективната клиника и средства за дезинфекција што ќе бидат дистрибуирани по основните, средните училишта и универзитетите. Се со цел Не само да се сапун, пратат туку и онаа течноста за рацете. така е, се со цел на да раце, се намали ризикот од ширење на инфекција. Тоа согласно скратените процедури, зашто исто така добивме одобрение од Бирото за јавни набавки во рекордно време, за само неколку часа ќе се спроведе, верувам дека на почетокот на следната недела секаде ќе биде тоа дистрибуирано веќе. Околу демистификацијата на проблемот. Ке ги подсетам гледачите, 2014 година никој не знаеше што е тоа ебола. Се сложуваме, нели? Па дури имаше еден граѓанин кој што дојде во Република Македонија тогашна и почина во државата. Беше хаварија на институциите, беа затварани хотели, леле ни влезе ебола во Македонија. Бев учесник во целокупната активност. На 21 ноември 2014 година се одржа вежба на аеродром Петровец, аеродром Скопје, во кое што министерот за здравство тогашен со 9 министри за здравство на југоисточна Европа, бидејќи беа во Скопје на еден форум, беа присутни на таа вежба, на која што ја бев наратор, на која што учествуваа стотина луѓе, полиција, царина, Центар за јавно здравје Скопје, Институт за јавно здравје, инфектологија и медицинска помош, присутните колеги од ТАВ, здравствениот сектор, во кој што со еден авион Контики, ако ви текнува на аеродром, беше паркиран, изигрувавме дека имаме лица кои што доаѓаат со ебола од брегот на Слоновата коска. Облечени во скафандери, во тотална заштита, тие луѓе од аеродромот, од авионот, ги симнавме во специјално возило, ги однесовме во просторија за изолација. Ова зошто го кажам? За јавноста да знае дека на аеродромот Скопје има просторија за изолација, во која што ќе се однесат оние лица кои што ќе покажат симптоматологија.
Не тамо што граничната полиција ќе разговара, него оние со симптоми нема да бидат насред павилјон тамо или насред каде што се чека чекалната за чекинг да се разговара со нив тамо. Ќе бидат однесени во специјалната просторија, каде што докторите ќе извршат преглед, а епидемиолозите разговор. Веднаш од тамо нема пациентот што има позитивен резултат, тој тамо ќе чека 4 сата. Тој што има симптоми и што е позитивен ќе чека. Нема излегување додека не дојде итна медицинска помош со специјално возило од итна медицинска помош, со лица опремени со заштитна опрема, да го внесат во возилото и да го транспортираат на инфективна клиника. Има половина час воžnја од аеродром до инфективна, при што ќе им биде јавено дека доаѓа итна медицинска помош со лице позитивно на коронавирус. За тие тамо да можат да се облечат и да го дочекаат. Од спореден влез, нема да влезат низ главниот влез, екипа ќе го дочека тамо пациентот. Значи, тоа е еден алгоритам кој што не се има сега измислено за пред 3 дена. Ова е алгоритам од 2014 година. Значи, сме спремни за секоја болест која што за тоа време беше атрактивна, актуелна и за сите нас непозната. Кога видовме дека доаѓа од Африка, дека се проширува во огромна количина тамо, ама немавме ни искуство, некој ја на факултет не сум учел за ебола. Во тоа време немаше ебола. Од што стравувате? Која е најслаба карика во системот? Во системов секогаш сум мислел и сега мислам така, што повеќе медицински кадар, тоа подобро. Зошто? Замислете изнурување и горење на човечкиот потенцијал. Значи, се што се растегнува, тоа и Кина го кажува. Значи, они се 1 милиарда луѓе, меѓутоа, знаете што значи 6 до 8 сата да имаш маска на себе и да си во комплетна заштитна опрема и да си медицинска сестра или доктор да работиш на интензивна нега. Тие имаат огромен број. Ако не имаме 1, тие имаат 101. Ако не имаме 50, тоа имаат 500.000 такви медицински кадар. Се плашам од горење на човечкиот потенцијал. Односно, изгорување доколку се случи да влезе вирусот. Иначе, не се плашам од тоа дали ќе имаме 1, 2, 3, 5 или така. Ние сме спремни за тоа. Ја не можам да одговорам што би било, кога би било со пар стотина или пар илјади. Тоа не може ни министерот, веројатно, во моментов, заради тоа што верувам дека ќе се најдат капацитети. Као што сега кажуваме болницата оваа во резерва ни стојат, за злу не требало. Во тој момент кој ќе се подигне на државно ниво, владеат други закони и други услови за работа. Прашам еве министерот, каква се капацитетите во внатрешноста на Македонија? Десетина болници беа одбрани или колку, да не ме држате, вие ќе кажете, кои што ќе бидат како деташирани за пациентите од таа област што ќе одат тамо? Спремни ли се тие со капацитетот на кадарот, на просторните услови, на сето она што представува амбиент, да го овозможат тоа, а да не ги уплашат луѓето кои што доаѓаат од помалите средини. Сега да не ги... Веќе се појавија по Facebook зошто ќе доаѓаат кај нас, мислам, не разбирате што ве прашам. Значи, повторно станува збор за немање доволно информации, кога има таква реакција за нешто што е слично, а се третира слично на грип и се лечи во некоја институција, што би било различно од ова заболување. Ако изолација и карантин ќе се пратат соодветните протоколи, што се однесува до експертизата за лекување и респираторните машини, тие се сега во апсолутно сосема доволен број на клиниката за инфективни болести, таму се изолирани боксови, таму и сега во одредени случаи се лечат случаи кои што треба да се изолирани од останатите во 3 инфективни оделенија во Гостивар, Велес и Штип, одбрани заради тоа што се физички одвоени зградите, па полесно се чуваат доколку треба изолација или карантина. Има сосем доволен број на кревети, на медицински персонал. Секогаш може медицинскиот персонал, инфектолози, доколку треба, исто како што може да ротираат и другите специјалности, да ротираат и тие согласно потребите. Ке се навратиме на она што го кажаме, се е наша автентична организација. Мислам дека се апсолутно спремни да се справиме со секој предизвик. Вака да ја прашам, овие 3 болници беа, би сакал... Да, министерот, да. Ајде. Денеска, значи, ние во Центарот за управување со кризи одржавме состанок на кој разгледавме состојбата, освен со здравствените капацитети, државата со кои други капацитети располага. Тоа се мисли на резервни капацитети, така да во Центарот за управување со кризи не имаме база на податоци во кој момент, кои ресурси можеме да ги употребиме. Па освен здравствените капацитети, тука беа земени во предвид и други
значи резервни локации, доколку би дошло до на најтешкото сценарио. Мислите како сали, некои Како спортски сали, и така да, натаму, интернати, кои што може да се кога ги имавме употребат. поплавите во Стајковци, ако се сеќавате, интернатот школски беше наменет за да се згрижат луѓето при време додека нивните домови бидатоспособени за живење. Значи, како држава не имаме такви капацитети. Меѓутоа, тоа се резервни капацитети. Прво се искористуваат здравствените капацитети во овој момент, доколку би дошло, бидејќи ние сме како држава сме подготвени освен за овој ризици здравствени и за други пожари, поплави, значи земјотреси, треба да бидеме подготвени, значи се она што може да ни се случи како ризик или опасност во државата. Од тоа, значи, и тие капацитети денеска се разгледани, меѓутоа тоа се земено во резерва. Прво и основно ќе бидат искористени здравствените капацитети. Другите дополнително. Да. Караджовски, оптимистично, реално и песимистично сценарио. Како ги вреднувате во бројки некои? Малце е некоректно тоа, меѓутоа ќе ви кажам, јас ова сум го кажал безброј пати на Комисија за заразни, дури и кај колегите сум го кажал. Ако ме прашувате искрено како епидемиолог и како представник на службата, јас велам дека ќе има 100.000 болни. Значи, сега има околу 80.000, јас велам 100.000 болни, најмалку. Понатака, 2.700, ја велам до 5.000 ќе дојде. Во Европа дали ќе се прошири? Да. Дали ќе има во Италија 240, дојдоа до 400, 300 и нешто, 400. Апсолутно да. Дали ќе се прошири во други држави? Да. Светска здравствена организација вели дека се уште го нема подигнато на највисоко ниво степенот на приправност. Тоа е прво. Второ, согласно Меѓународниот здравствен правилник ИХР 2005 година, на државата и се забранува во моментот на оваа состојба што е во светот, да нема проток на луѓе, роба, наука, знаење и капитал. Ако Македонија ги затвори хипотетички границите херметички, да нема контакт со никого, треба на Светска здравствена дебело да и се образложи зошто министерот и владата тоа го направиле. Зошто? Па ние на држава тоа го нема направено. Ќе речете Кина, Кина го нема тоа направено. Хуабеј и Вухан се под некаква контрола. Ќе ми рече девојчето, ами Лигурија, Ломбардија, Венето, они не се во како да го наречам, полициски кордон или воен кордон. Нема врска со тоа. На луѓето им се препорачува да не патуваат. Пазите, од препорака до војска и полиција со оружје, драстична разлика. Значи, во моментов дали Европа се спрема, да се спрема, ама никој не ги запира активностите. Само ќе подсетам, за да ја знаете проблемот каков е. Владата на Народна република Кина дава во економијата на Кина, ако некој не знае, Кина има најразвиена економија во ланската календарска година. Не USA, не Западна Европа, него Кина има најголем раст на економијата во светски рамки. Ушприцува во економијата 174 милиарди долари заради штетата што е направена и се прави од коронавирусот. Македонија има GDP нешто 4 милиарди, министер, плюс минус 4 милиарди. 173 милиарди дава во економијата. Ќе речеш, ама Кина. Ако Македонија е должна плюс минус 5 милиарди евра, или 5 милиарди долари, така некако е должна. Замисли да Кина што прави за оваа година да ја спаси економијата да не им падне. Они и Западна Европа, истото го зборува Кореја, истото го зборат производителите на возила, дека малку им се продаваат, дека нема туристички аранжмани. Они не сакаат економијата да им пропадне, ниту сака Западна Европа, ниту сака министерот и премиерот на Италија. Па затоа не сака да ја затвори. Таман после Италија Фијат да не работи. Замислите Лига првака да не игра Јувентус. Па ќе игра, ако не игра оваа недела, ќе игра идната недела. Меѓутоа, парите се бизнис. Бизнисот не смее да трпи загуба. Луѓето се ставени во едукативна кампања. Ние истото не сакаме да ни се случи во државата да правиме она што мината недела 10 пати ме праша, ќе ги затворите ли училиштата? Зошто? Затоа што децата мрсулават и по 10-15 деца се надвор од школскиот процес. Па на сите вака им одговорив новинари. Дали секој мрсулавање или секој кашлање и кивање е грип? Не. И па зошто да ги затвориме училиштата се? Температурата денеска беше 15 степени во Скопје. Ќе биде 20 иднава недела.
Зошто? Па отворите пенџериња. Изолирајте ги децата, немој да дозволите близок респираторен контакт. Ние знаете како правиме. Родителите и децата и дедо и баба, седи ми дома да не ми се разболиш. Седи ми во градинка, не те носам зашто има некое дете со температура дојдено. Па немојте така, зашто ние правиме вештачка криза во здравството, што велиме, колегите од натрешноста ми велат, цел ходник е полн со пациенти. Па што сакаш ти во приватна амбуланта или во матичен доктор? Ма сите не се за грип дојдени? Имате гинеколошки случаи, хируршки случаи, имате неуропсихијатриски, имате заболедување за препишување на рецепти и секако има респираторни. Ама сега му е мајката за респираторно заболување, не во лето. Јас за сите кажувам податок што повеќе нема да го кажувам по телевизија. Зошто? Втората и третата недела во јануари е првиот епидемиолошки талас на грип. Третата и четвртата недела во февруари е вториот талас. Значи имаме еден талас во јануари, еден во февруари. И толку грипот завршува. Ако сега стегне 25 степени, нема грип. Меѓутоа, убаво би било таа работа да им се пренесе на сите и да не правиме шпекулации визави министерот дали ќе ги затворите училиштето. Благодарам. А овој вирус кој што сега напаѓа, има релација со временските прилики или неприлики? И на кој начин? Сакате или ја? Јас ќе ви одговорам. Значи, ви кажав дека докторот од Кина што го прв процени дека се случува нешто во Кина кај своите пациенти беше август на септември. Сега е веќе цела зима помина и еве доаѓа пролет. Значи, сезонски не се работи за такво заболување. Ама не ќе речеме слично е на грип, да, слично е, ама различен причинител е. Едно е вирусна инфлуенца, едно е коронавирус. А се погодува, да, респираторна симптоматологија, да, во сезона на годината, на времето кога имаме и респираторни заболувања. Коинциденција е едно со друго. Да видиме колку ќе трае. Замислите ова да се растегне и сред лето. Некој ќе рече како лето сега имаме луѓе со грип. Не се грип. Луѓе, тоа се инфекции на горните респираторни патишта во 85% од случаите, рече министерот, кои што завршуваат со блага клиничка слика. Голем дел од тие, па и на крузерот, се дел од луѓето преживеани, излекувани и ги пуштаат надвор. Оние што се под терапија и на крузерот, и во Кина, и во Европа, ќе завршат најголем дел со излекување, меѓутоа, рековме, плюс минус 2% ќе имаат тешка клиничка слика со смртен исход. Вакцина има? Нема се уште. Се работи, веројатно дека ќе има во 2021 година. 100 милиона евра се дадени од Европската Унија за истражување на вакцини. Можете да замислите Кина колку има дадено. Неброени пари, никој не знае. Ти имаат страшни лаборатории за производство на вакцина. Не заборавајте дека цела Азија ја снабдуваат тие со вакцина. Нема друга држава. Нешто мал процент е Јужна Кореја и Јапонија. Меѓутоа, 18 месеци е минималниот период, некои велат плюс минус година дена. Значи не можеме да се надеваме во 2020 година дека проблемот ќе биде решен со вакцинација. А веднаш после тоа, пазите, има клиничко истражување, clinical trial, откако клинички ќе се испита, ќе да се дава прво на доброволци, а веднаш после тоа ќе се почне со масовно производство. Тоа е и вносен бизнис, разбирате. Тој што ќе пронеде вакцина, страшен бизнис. Тој ќе може да дистрибуира ексклузивитет, значи кој ќе го видиме ТВ што пишува овдека, ексклузивен е на овие шолји, и тој ќе може да продава вакцина низ цел свет и тоа е страшен бизнис. Благодарам поентите на вечерашната емисија. Се има своја заштита. Избегнување на близок респираторен контакт, водење на лична и колективна хигиена и често миење на раците е основен предуслов за спречување и созбивање на појавата на заболување. Во посебна просторија на граничниот премин, сувоземен, или во посебна просторија на еден од двата или двата аеродроми, епидемиолог прави интервју, анализира, а имаме екипа во континуитет 24 часа на Скопскиот аеродром. Постојано населението ќе биде информирано за сите мерки, активности и случувања во врска со заболувањата кои ги нема кај нас, меѓутоа во делот на превенција ние мораме да бидеме постојано информирани и едуцирани на начинот на кој треба понатака да постапуваме. Министре, го прашав Каражовски, но не ми одговори баш така како што сакав. Во делот на оптимистичко и песимистичко сценарио, предвидувате ли нешто и како се спремате за евентуално полош сценарио?
ајде да кажам дека сум оптимист во смисла на тоа да мислам дека сме целосно спремни. Спремни да се соочиме со било кој предизвик кој што може да дојде. Заболени во една, друга или трета форма. Сметам дека и до сега нешто не е пропуштено. Сметам дека можеме да се соочиме дури и со поголем број на граѓани ако треба да бидат ставени во изолација или во карантин. Искрено се надевам дека нема да дојде до тоа сценарио. Искрено се надевам дека изголемените температури ќе го намалат овој ризикот, заради тоа што е тоа горно респираторна инфекција, но навистина сум горд што добро го искоординиравме системот, ги искоординиравме сите институции, не само јавно здравствените, добро ја искомунициравме со јавноста, посебно во овие последни денови кога се јави проблемот во Северна Италија. Верувам дека тој начин на комуникација ќе продолжи со цел јавноста биде навремено и точно информирана. Ви благодарам на сите што бевте вечерва гости на телевизија 24. Благодарности публиката. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.